40 на родители заедно со своите деца со посебни потреби од четврток со шатори ќе кампуваат во Жена парк кај Собранието на Република Македонија, со цел да бидат видливи за македонските политичари. Проблемите им се зголемуваат од ден на ден и покрај тоа што политичарите постојано ветуваат дека ќе им ги решат, а проектите фигурираат во партиските програми. Најбитно ни е да потенцираме дека ова нема никаква врска со партија или било што. Пред време осудуваме доколку некој се обиде да не злоупотреби, бидејќи нели се случуваат и такви работи во нашата земја. Значи, сите сплотени ќе бидеме за нашите деца во Скопје. Значи, пред секако што вериме ќе кампуваме пред совеста на нашите пратеници. Мијалко вели дека родителите на децата со посебни потреби секој месец од 20 до 22 ќе кампуваат пред Македонското собрание. Најприоритетно за нив е решавањето на проблемот со сместување на децата по смртта на родителите. Веќе имаме 30 на 40 родители кои што се болни од канцер. Значи, имаме болни родители кои што може тебе оваа година да ги нема меѓу нас. Значи, што со овие деца посре нас, после тие родители? Нема институции, немаме план што со тие деца. Значи, овие деца не се за неговци, за Демил Капија. Приоритетни проблеми за решавање им се нивните деца да имаат квалитетни испитувања, терапии, стручен кадар кој ќе работи со нив, но и државата да го покрива здравственото осигурување на возрастните лица со посебни потреби по наполнети 26 години. Мијалко забележува дека ова се само дел од нерешените проблеми. Во четврток, родителите на децата со посебни потреби од 20 здруженија во земјава ќе ги постават чаторите пред Собранието.